Почитувани, да го најавиме нашиот прв гостин за оваа вечер. Тоа е доктор Михајло Марковиќ, професор на катедрата за македонски јазик при Универзитетот во Тетово, историчар, дијалектолог, лингвист и член на Комисијата за култура на ВМРО ДПМН. Вечерва, почитувани, отвараме една исклучително важна тема, историскиот континуитет на македонскиот јазик и духовното наследство што со векови се пренесува низ македонската книжевна и црковна традиција. Со професорот Марковиќ ќе разговараме за делото континуитетот на македонскиот јазик, за кое заедно со професорката Сонја Новатни ја добија државната награда Гоце Делчев. Со професор Марковиќ ќе зборуваме за средновековните ракописи, за старите лексими, за јазичните форми што обстојуваат со векови, но и за научните аргументи што сведочат за развојот и континуитетот на македонскиот јазик низ времето. Со професор Марковиќ ќе отвориме и прашања за историскиот и лингвистичкиот развој на македонскиот јазик, како и за научните докази што го потврдуваат неговиот континуитет низ вековите. Ќе разговараме и за улогата на старите ракописи, како и за местото и значењето на македонскиот јазик во современата лингвистика. Токму така, почитувани, во време кога прашањата за јазикот, идентитетот и историјата повторно се отвараат, вечерва ќе разговараме со човекот кој преку научни истражувања, компаративни анализи и работа со ракописи се обидува да даде аргументиран и научен одговор на неколку постоечки дилеми. За таа цел, преку линковско поврзување, го покануваме професорот Михајло Марковиќ да ни се приклучи во студиото заедно со нас овде. Се надеваме дека немаме да имаме проблем со звучниот сигнал, бидејќи линковското поврзување веќе е воспоставено. Во моментов го гледаме, ако немаме проблем со звучниот сигнал. Господине Марковиќ, добре им дојдовте на Македонски корени по втор пат. Да, така е. Втор пат. Дали се слуша убаво само? Да, одлично се слушаме. Одлично. Добро ви утро и од мене, професоре Марковиќ. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана повторно да бидете заедно со нас, како и со нашите слушатели, и низ овој разговор да се обидиме да им ја доловиме магијата на постоењето и континуитетот на македонскиот наш јазик низ вековите. Дозволете најпрво да ви го честитаме и празникот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Благодарам на поканата. Пред се ми е мило што ве гледам повторно, така е, втор пат се гледаме вака во емисија. И јас да го честитам празникот, денешниот голем празник првично за нас македонците. Јас почесто инсистирам да биде тоа честит, нека ни е празникот Свети Кирил и Свети Методи, денот на македонските и сесловенските просветители. Бидејќи пред се тие се македонци, па потоа словени. Така. Токму така. Честит нека е. И напомена на самиот почеток, доколку има прашања од гледачите што не се опфатени од наша страна, тие ќе ви бидат прикажани на студискиот екран и прочитани. Секако доколку сакате ќе можете да одговорите и на нив. Со задоволство. Со задоволство ќе одговориме на сите кои што нешто ги интересира, или има некаква дилема во областа на науката на која што работиме, но и во областа на историографските податоци кои што ги имаме ние, а кои се засведочени во документи денеска. Така. Професоре, пред 3 години разговаравме за вашата докторска дисертација, а денес повод за нашиот разговор е делото сведоштво за континуитетот на македонскиот јазик, за кое вие, заедно со професор доктор Сонја Новатни, ја добивте државната награда Гоце Делчев. Што представува ова високо признание за вас лично, но и за самата научна тема? Исто така, кој беше почетниот мотив толку длабоко да навлезете во прашањето за континуитетот на македонскиот јазик?
Наградата не представува награда која што ја добиваме јас и професорката Новотни, туку представува награда која што Македонија ја доделува на македонскиот народ, бидејќи сите ние заедно имаме дел во таа сложувалка една голема за добивање на оваа награда, односно добивање едно признание на она кое што го работевме долго време. Тука влегувате и вие, како едни од поважните гласници на македонскиот јазик и македонскиот народ надвор од границите на Македонија, што значи оваа награда колку што е моја од професорката Новотни, толку и ваша и од целиот македонски народ, бидејќи сите имаа некој удел во добивањето на она кое што на крајот се оформи во ова научно дело кое што се вика континуитетот на македонскиот јазик 1. Во суштина делото по однос на второто прашање, што значи со оваа награда ние добиваме првично и мотив за работа, но се разбира и поголема одговорност, бидејќи сега сме во поголем центар на внимание и на оние кои што го негираат она за кое што ние зборуваме, а се разбира и дополнително да го продлабочиме ова истражување и за оние кои што придонесоа за истото. Мотив за ваквото дело или за ваквиот пристап првично представува нашето идентитетско име, тоа е Македонија, нашиот идентитетски јазик, тоа е македонскиот јазик, и уште поголем мотив, мислам, представува за мене самото оспорување или негирање од страна на некои од нашите соседи, така е, дополнително да те мотивира да длабоко навлеземе во она што се вика наука, затоа што, како велат, пред вистината и боговите молчат. Токму затоа, она што нас, македонците, не влече да го истражуваме македонскиот јазик, едноставно со еден збор се нашите корени, односно корените на проникнување на еден јазик, како што е старомакедонскиот, кој што во една поопшто прифатена терминологија се нарекува старословенски јазик, кој што се базира исклучиво на говорите на македонците кои што живеат во околината на Солун, што е и општо прифатена теорија во славистиката, која што ја даваат Ватрослав Јагич и Ватрослав Облак, и тоа е конечна теорија која што се нарекува македонска теорија за потекло на старословенскиот јазик. Во делото правите компаративна анализа на лексимите од Слепеченскиот Патрик од 14 век и делата на Кирил Пејчиновиќ и Јоаким Крчковски од 19 век. Што беше највпечатливото откритие при тие споредби и зошто токму тие се клучни за разбирањето на јазичниот континуитет? Многу едноставно прашање за објаснување, сепак за некои многу комплицирано. Затоа што откритие во нашето дело е секоја лексема. Зошто? Токму од причина што ние не ги земаме само Слепченскиот патерик од 14 век и огледало и различна поучителна наставленија на веќе Свети Јоаким Крчовски и Свети Кирил Лешочки, туку напротив ние ги земаме на почетокот канонските форми кои што ги даваат Свети Кирил и Свети Методи, односно оној јазик кој што го создаваат светите браќа Кирил и Методи, кои што денес ги празнуваме како патрон на денешниот ден, за подоцна истите да ги дадеме со грчки паралели, па да видиме дали истата лексема која што канонски ја дава Свети Кирил и Свети Методи во тој период се совпаѓа со она во 14 век, за да дојдеме на крајот во 19 век во овие дела кои што ги напоменав, односно огледало и различни поучителни наставленија, за на крајот и денеска како истите лексеми ги среќаваме во стандардниот македонски јазик. Значи, во суштина од 1500 обработени збороформи во контекст, тоа значи во цела реченица, ексцерпирани од делата, дополнително со современите форми и канонските форми, ние во делото забележавме повеќе од 70% совпаѓање на канонот со современиот македонски јазик.
Зар не е тоа еден неверојатен доказ за оној непречен континуитет на македонскиот јазик кој што трае 13 века? Дали во текот на истражувањето повеќе ве изненадија континуитетот или промените низ развојот на македонскиот јазик? Па, во суштина, ние тргнавме од неколку хипотези. Се разбира дека секогаш кога влегувате во наука не можете да бидете сигурни, се додека не го завршите. Првата хипотеза ни беше дали ќе се совпаѓаат лексемите и нивниот контекст. Нас ни беше важен и контекстот. Односно, важно ни беше дали овие црковни книги меѓу себе се совпаѓаат и по содржина. Дали се, да речеме, содржински истите превземани од 9-тиот век во 14-тиот век и од 14-тиот век во 19-тиот век и денес. Тука, значи, во суштина ние тргнавме од тие хипотези и ги потврдивме истите дека во суштина континуитетот на македонскиот јазик се разбира дека е непречен, но сепак јазикот е жива материја, јазикот се развива, јазикот стига некое ниво, прима лексеми кои што или збороформи кои што не се од црковно-словенската варијанта на македонскиот јазик, или пак не се самите по себе старомакедонски лексеми, токму оттаму имаше некои новитети кои што ги среќававме во денешно време, но и во 19-тиот век, но сето тоа е нормален процес на развојот на еден јазик, бидејќи тоа е еден жив организам кој што цело време се развива и доаѓа до она кое што се нарекува стандарден јазик, што македонскиот јазик, што би рекол Хорас Ланд, јазикот кој што им даде писменост на сите словени. Парадоксот е што последен се кодифицираше во словенскиот свет. Колку лексиката е сигурен показател за јазичен континуитет? Дали е можно истите зборови да постојат, а системот на јазикот да се менува? Да, апсолутно тоа е возможно, бидејќи лексиката како лексика е еден од најважните показатели, бидејќи ние сега разговараме со лексика која што е карактеристична за македонскиот јазик. Сите овие зборови со кои што ние се разбираме во суштина представуваат дел од лексичкиот фонд на македонскиот јазик. Но точно е дека системот на македонскиот јазик се менувал и ќе се менува и во иднина. Што значи тоа? Јазикот во себе содржи систем кој што функционира како жив организам. Како човечкиот организам што функционира, на тој начин функционира и јазикот. Тој систем во себе содржи неколку главни рамништа, меѓу кои што се фонетско, фонолошко, морфолошко, синтаксичко, лексичко, семантичко и така натаму. Сите овие рамништа помеѓу себе кога ќе се поврзат, тие го ја составаат она структура на јазикот или системност. Тој систем разбирливо е дека се менувал, еве еден од најголемите показатели за промена на македонскиот јазик, но и на сите останати словенски јазици е губењето на падежните форми. Односно, преминувањето на македонскиот јазик од синтетизам кон аналитизам. Што значи и покрај промените на граматички план во однос на упростување на именскиот систем, на усложување на глаголскиот систем, лексиката е онаа која останала најотпорна. Лексиката е онаа која што останала засведочена уште од 9-тиот век до ден денес врз основа на документи и на факти, односно врз основа на оние ракописи кои што ние ги работиме. Господине Марковиќ, во вашето дело правите историски пресек на македонскиот јазик низ повеќе векови. Може ли да се каже дека македонскиот јазик има непрекинат континуитет или пак станува збор за континуитет што се развивал низ различни трансформации? Апсолутно, македонскиот јазик го има милениумскиот континуитет, потврдено, засведочено и апсолутно нема потреба да се дискутира за нешто такво, односно може да се дискутира, но само врз основа на факти и аргументи. Нормално, како во сите останати јазици, така и македонскиот јазикот си претрпел известни промени. Ја пред мене ја имам сега и книгата. Попросто, нема врска, јас ќе фатам еден пример рандом, односно ќе го фатам без разлика кој да е. Како што ни е објаснето, да речеме, пример кај што имаме измена само мала да најдам.
да видиме како тоа во суштина може да го забележиме овде. Еве, да речеме блуд примерот, за да видите само дека континуитетот на македонскиот јазик е ист, но нормално е дека има трансформации по патот од 10 века и доаѓа до една мала разлика во самата збороформа која што се базира во суштина токму на она што претходно го кажав, на системноста на јазикот и неговите граматички промени кои што ќе ги има во себе. Да речеме, блуд како вид на збор во слепченскиот патерик, како што е напишано. Слепченскиот патерик покажува замена на носовката он со у, она што се случува, тоа се нарекува деназализација на носните вокали, што се случува под влијание на северните говори, па и во слепченскиот патерик веќе го имаме тој развој засведочено, па имаме блудницу. Па што и денес постои во северозападните македонски говори, и во Тетово ние викаме блудница. Во суштина и секаде се вика блудница, како што имаме ѓаол на дијалектен план и така натаму. Истото го бележиме, вели, во различните поучителни наставленија, блуд, заменување на он со у и ен со е, кој што е потврден во голем број на примери, и сето тоа го подкрепуваме со примери дополнителни и на територијата на Македонија, и на дијалектен план и така натаму. Така, во примерите од типот на анđел, анđелски и така натаму, ние во книгата во суштина бележиме и покажуваме дека дијалектната форма, иако се менува, сепак зборот или лексемата останува ист. Токму затоа континуитетот на македонскиот јазик, прикажан преку ова дело, во најголема мера, како што ви кажав пред малку, односно во повеќе од 70% од зборовите, апсолутно се совпаѓа како што бил во 9 век, така и на современ план, односно во стандардниот македонски јазик. Во трудот велите дека се осветлува местото на македонскиот јазик на европската и светската лингвистичка карта. Што конкретно значи тоа од научна перспектива? Од научна перспектива, ова дело ќе изигра многу значајна улога за македонската држава и за македонскиот народ, бидејќи ќе представува своевиден браник. Ќе представува своевиден браник на она кое што се нарекува македонски идентитет, бидејќи јазикот во суштина представува едно од најзначајните обележја кои го штитат идентитетот на еден народ. Доколку му го земете на народот јазикот, вие сте му ја зеле душата, како што вели и Блаже Конески. Токму ова дело би требало да се изработи дополнителна стратегија која што имам намера да ја побарам и од државата, но и од луѓе кои што ќе бидат заинтересирани, да се испрати по институции во светот, кои што ќе го имаат пред себе еден показател за тоа дека македонскиот јазик го има својот континуитет. Токму задачата на ова дело во суштина представува да биде браник на она што се нарекува идентитет, односно оспорување или негирање на нечии ставови дали македонскиот јазик воопшто би се дискутирало дали е нечии дијалект или пак обстои. Се разбира дека делото јасно покажува дека македонскиот јазик има непречен континуитет и во суштина дека македонскиот јазик е оној прв јазик од кој што сите останати јазици го водат своето потекло, или пак токму македонскиот јазик може да биде татко или мајка на останатите словенски јазици. Во ниту еден случај не може да се случи спротивното. Како што рековте, делото не само што покажува континуитет, туку и еволуција. Кои се најсилните лингвистички докази што покажуваат дека постои јасна нишка меѓу средновековниот и современиот македонски јазик? Во ова прашање токму можеме да дискутираме подлабоко, но јас ќе наведам само неколку елементи кои што се карактеристични како ние ги пронаоѓаме. Иако се работи во најголема мера за преемственост, односно континуитет на лексичките форми кои што ги бележиме од канонот до денес, сепак делото опфаќа и фонетско-фонолошка и правописна обработка. Тоа значи дека врз основа на лексемите, заедно со останатите словенски јазици, во некои јазици можеме да забележиме и сличности, па некаде може би и идентичности. Таа лексика која што е
заедничка за сите словенски јазици, се нарекува општословенска лексика, иако повторно јас ќе потенцирам дека се базира на говорите од Солун, односно на македонците кои што говорат во околината на Солун. Сепак, преку правописно и фонолошко и фонетско пристапување во науката, ние имаме одделна црковно-словенска редакција од останатите словенски јазици. Во суштина, сите словенски јазици се развивале поинаку. Односно, некаде во 12-тиот век почнуваат да добиваат различна форма на јазикот, односно различна форма на оној старословенски јазик или старомакедонски јазик кој што го имаат како заеднички јазик, почнуваат дијалектните особености да се забележуваат и во писмена форма. Односно, таа писмена форма ние ја бележиме на ракописите, односно ракописното наследство кое што го имаме. Од тука, почетна точка за сите словенски јазици е токму говорот на македонците од околината на Солун, односно македонскиот јазик. Токму затоа хипотезата на тргнување во ова дело, на мене и професорката Новотни, е токму дека македонскиот јазик, она што го вели Јанич, е основата за сите словенски јазици. Македонскиот јазик, по хипотезата која што ја даваме, би требало да биде најсличен со оној јазик на Свети Кирил и Свети Методи, што нас ни се потврди. Но, на правописно и фонолошко равниште можеме да забележиме и новитети кои што веќе ги имаме во 14-тиот век, а ги бележиме и во 11-тиот век, и во ракописи со глаголско писмо. Но 14-тиот век го земам како пример затоа што зборуваме за делото во кое што е обработен Слепченскиот патерик во суштина, а тоа се да речеме вокализација на еровите. Малиот ер се вокализирал во е, големиот ер се вокализирал во о. Па од тука, од дн и сын во старомакедонски или во кирило-методиовиот јазик прв, ние добиваме во македонскиот ден и сон. Во српскиот јазик се добива дан и сан. Но тие се редакции кои што постојат уште од 12-тиот век па наваму. Сите ракописи кои што потекнуваат од македонско тло, ова е само еден пример. Носовката он, да речеме порано било понт, денес е пат, зомп, зап и така натаму. Во српскиот јазик е зуб, пут и така натаму, дамам само еден мал пример. Истото се случува во безброј примери, каде што фонетско-фонолошките особености ние ги проучуваме на научен план. Го земаме ракописот каков што е, го разгледуваме и го расчитуваме и подоцна ги бараме сите особености кои што ќе упатуваат на некоја црковно-словенска редакција. Овие ракописи кои што ние ги разгледувавме и кои што се предмет на наша обработка упатуваат исклучително на македонска црковно-словенска редакција. Иако задоволството е уште поголемо, Слепченскиот патерик во лингвистиката се вбројува во еден од српските ракописи, односно ракописи со српска црковно-словенска редакција, што ние го оборивме, односно го анулиравме уште со објавувањето на делото Слепченски патерик правописно-фонолошки особености, што значи со ваквите дела, очигледно или со ова дело сега конкретно, ние војуваме на неколку фронта и македонскиот јазик и идентитет го браниме на повеќе фронта. Токму тие се работите кои што служат во одбрана на националниот и културниот идентитет на македонците, а тоа е во најголема мера македонскиот јазик. Професоре, дали доказите за тој континуитет најјасно се согледуваат во лексиката, граматиката или во фонетиката на македонскиот јазик? Тука можам да кажам дека севкупно сите тие елементи што ги набројавте, а тоа се лексика, фонологија, правопис и фонетика. Фонетиката ќе го проучува изговорот на лексемите, фонологијата ќе го проучува она кое што го гледаме на планот на согласки, самогласки и така натаму. Морфологијата ќе ги имаме коренските морфеми и додавањето на афикси на нив, кои што подоцна ќе ги даваат оние лексеми онакви какви што ние ги среќаваме и денеска, но и во самите ракописи, но сепак целиот целата таа структура која што ја набројавте во севкупност ќе го даде она кое што ние го потврдуваме во нашето дело, а тоа е дека несомнено континуитетот на македонскиот јазик, иако тоа не е откритие кое што е
некое енормно ново, сепак откритието кое што е ново е тоа дека македонскиот јазик и во делата покажува дека има во суштина најдлабоки корени и поврзаности со светите браќа Кирил и Методи. Дали наидовте на некој доказ што и вас, како истражуваш, ве изненади и кој беше тој? Па многу често наидуваме на такви докази. Ние затоа и планираме некои нови моменти кои што треба да ги проучуваме дополнително. Значи, доказ кој што беше многу интересен, а кој што би требало да се напомене е еден надпис кој што, за да биде појасно и за публиката и за вас, старите ракописи во суштина се пишуваат на дали на хартија, дали на кожа и така натаму. Овде имаме еден дел, да речеме ова е стар ракопис. Обично писарите, монасите во 14 век биле многу скромни. Нивната скромност се базирала на тоа што никогаш не подпишувале кој го пишува делото, но сепак оставале некои значајни елементи на самите маргини, односно на краевите од листовите оставаат своји забелешки кои што се многу значајни во иднина за проучување. Таквите забелешки нас ни донесоја новитети кои што ги сретнавме, па во Слепченскиот патерик еден таков новитет е една маргина, од каде што може да се забележи пишување со исклучително интересно писмо, а тоа е ракописно писмо налик на денешното македонско писмо. Речи си исто, накосено, со пишување на истите букви, дури изфрлање на еровите, се разбира тој надпис е пишуван подоцна, но го пишувал доколку ракописот е 14 век, пишуван е 15 и 16 век од некои монаси кои што останале тука. Што значи, дополнително ваквите откритија само го потврдуваат она за кое што ние се залагаме и го работиме, а тоа е дека македонскиот јазик не само што го покажува континуитетот, туку ја покажува и својата еволуција од година во година, од век во век до она што се нарекува кодифициран стандарден македонски јазик, односно озаконување на јазикот на кој што денес ние говориме. Професоре, може ли да ни посочите уште некој конкретен пример, збор, израз или граматичка форма што обстојува со векови и се уште живее во современиот македонски јазик? Така е, таков еден пример, да речем, многу ги има, но еден таков пример представува примерот Бран. Бран. Да. Бран дури влегува во проучувањето на лексиката, влегува во зборовите кои што се нарекуваат македонизми, односно охридизми, односно зборови кои што имаат исклучителна архаична вредност и потекнуваат токму од Кирило-Методиевиот јазик. Зборот Бран воопшто не можете да го сретнете на други места. Најверојатно дијалектно ќе се сретне спорадично, но како вид на лексема или лексичка единица, тој е карактеристичен токму за нашата Охридска книжевна школа и се смета директен наследник како лексика на светите браќа Кирил и Методи. Овде би го напоменал и гласот З, кој што глас е карактеристичен исклучиво само за македонскиот стандарден јазик, односно ниту еден стандарден јазик од сите словенски јазици, ги има многу на број, не го има гласот или словото З. Току го има само во македонскиот јазик. Дијалектно може да се забележи во некои хрватски, црногорски и украински дијалекти, но во суштина само во македонскиот јазик обстои од почетокот до сега. Што значи тоа? Гласот З го имаат уште во глаголското писмо светите браќа Кирил и Методи, односно во глаголицата која што е првото писмо кое што тие го создаваат, и токму затоа гласот З е многу значаен, бидејќи само во македонскиот јазик постои од 9 век па до ден денес. Па така, во суштина, што беше интересно и во гласот З, само да го најдам, интересно е што канонски во суштина имаме зборови од типот, ние овде кај гласот З ги најдовме звјазда, звјар, зрјаше и зрак.
Канонската форма е зрак, но имаме и зрцало, и зрцати и така натаму. Во Слепченскиот патерик се бележи канонската форма звер или зрак, без разлика како ќе го гледаме, каде што фонетско-правописните промени следиме замена на јад со е, што представува македонска јазична особеност. Но бележиме и априкат З во говорот на пишувачот, кој што се совпаднал со З, па затоа примери наместо со З, иако е канонско, се бележи со З од типот на цвијарем, цвијарие, цвијарој, цвијарем, цвери, цвијари и така натаму. Токму овде ја гледаме иновативноста веќе во 14-тиот век на писарите кои што ги има, се разбира подоцна и на нашите просветители, Свети Кирил Лешочки и Свети Јоаким Крчовски, кои што дури и на места каде што се употребува З, тие го форсираат словото З. Сето тоа се повикува на фактот дека нивната македонска нишка ги повикува на тоа да си го чуваат, како што денеска го чуваме оноа знаме кое што го имате позади вас, односно знамето на Кутлеш, сонцето на Кутлеш, така и гласот З во писменоста представувал нешто што повикува на македонскиот идентитет. Сето ова зар не се откритија кои што мислам дека е задоволство да ги слушне секој еден македонец, а уште поголемо задоволство е дека не може да се лажира. Како таков гласот останал само во македонската стандардна азбука и во ниту еден друг словенски јазик. Колку такви примери пронајдовте и од кој век потекнуваат? Сите овие примери кои што ги пронаоѓавме, како што ви кажав, работено е на 625 почетни лексеми, односно опфатени се околу 1500 збороформи, сите се во контекст. Примери од ваков тип кои што ги пронајдовме, најверојатно надминуваат процентот околу, бидејќи сето тоа и статистички обработено во делото, надминува околу 30%. Но сепак, совпаѓањето на лексиката во сите три ракописи е на едно неверојатно високо ниво, а тоа е повеќе од 75%, што е апсолутно нешто што го потврдува јазикот од 9-тиот век до ден денес. Колку токму јазичните факти и компаративните анализи се најсилниот одговор на негирањата на македонскиот јазик? Па јас мислам дека токму науката е таа која што треба да се спротистави на негирањето на македонскиот јазик, иако сметам дека тоа е една таква лудост, каква што најверојатно ни векот ни светот не видел, но не можам да се чудам на нешто што веќе сум го видел, затоа што единствен јазик кој што е забрануван во суштина, мислам дека и во светот, не знам дали постои денеска некој таков случај, е македонскиот јазик и не се работи на негово забранување само во источниот сосед, односно во Пиринска Македонија, туку знаете дека и во Егејска Македонија ситуацијата е слична. Дури во еден период била и полоша. Што значи, токму ваквите научни монографии и науката би требала да го подобри овој момент, односно, очекувам дека ќе излезат од спротивната страна од Бугарија, дека ќе излезат научниците кои што имаат разум во себе и ќе престанат со еден налудничав наратив кој што го имаат, а тоа е упорно повторување на една лага, за која што по 1000 пати повторување најверојатно се надеваат дека ќе стане вистина. Но не бележат ли дека македонскиот народ е поробуван во последните 2000 години, е угнетуван во последните 2000 години и сепак опстои? Зар не може да се види дека македонскиот народ во суштина е пиреј? Зар не може некој да види дека ние постоиме? Јас лично сум загрижен од причина што знаете како, ја лично им објаснувам со многу прост речник. Секогаш викам, еве, допри ме, јас сум македонец. Допри до мене, осетих нешто што е вистинско и ти велам сум македонец и говорам македонски јазик. Има ли поголем доказ од тоа? Науката е наука. Ние треба да се бориме, како што вели Гоце Делчев. Дека треба да имаме престиж
во однос на научните создавања, во однос на компарациите кои што ќе ги изведеме и така натаму. Но сметам дека токму ваквите проучувања, односно компаративната лингвистика во областа на јазикот, се разбира, јас зборувам за мојата област, и историјата на јазикот, која што е една од поважните сегменти, а каде што ние во суштина имаме можност да ја губиме битката во иднина, затоа што историчари на македонскиот јазик веќе и нема. Се помалку се работи на историјата на македонскиот јазик, младите научници се повеќе свртени кон стандардниот македонски јазик, бидејќи тоа е една полесна варијанта за учење. Ова е исклучително тешка наука во која што треба прво да го најдете ракописот, па да го расчитате, па да го обработите лингвистички, па подоцна после ова вие тргнувате со работа. Значи до овде вие спремате терен за работење, еден голем процес, но сепак јас се надевам дека како што секогаш Македонија давала, така и сега ќе даде борци кои што ќе се борат и ќе продолжат да се борат за делото на Македонија. Да се надеваме. Професоре, колку е сложено научно да се реконструира јазичниот континуитет низ вековите, имајќи предвид дека голем дел од ракописите се оштетени, расфрлани или недоволно истражени? Така е. Тоа е исклучително тешка научна дисциплина. Јас ви кажувам од мој личен пример, значи не е тоа од, како ви кажат, од гаталец, туку од паталец. Ја ден денеска и покрај долг период на влегување во ова научна во историјата на македонскиот јазик, сепак на некои моменти јас чувствувам несигурност и токму затоа ми е потребен човек како професорката Новотни, кој што има многу поголемо искуство и многу подлабоки познавања во областа на граматиката на историјата на јазикот и граматиката на оној старомакедонски јазик, па така и по 15 години сепак имам јас потреба некојаш некој да ме подучи. Што значи дека е тоа исклучително тешко од една страна. Од друга страна, ние можеме да бидеме гневни што некој ни ги разграбал ракописите, но можеме од друга страна да бидеме и благодарни за тоа. Затоа што ракописното наследство кое што останало во Македонија, во суштина во најголема мера било уништено од грчките владици, а сето она наследство кое што е изнесено од Македонија е ден денес зачувано по светските библиотеки. Голем дел од ракописното наследство го имаме во Бугарија, Русија, Србија, Украина, Полска, Чешка, Ватикан и така натаму, значи на секаде низ светот. И она што за нас е предизвик е да ги собереме тие ракописи повторно, не како оригинали, но барем како факсимили или копии од нив, да си ги донесеме во Македонија и да се почне со нивна лингвистичка обработка, бидејќи ракописното наследство представува и движно и недвижно културно наследство. Бидејќи од една страна е споменик, а од друга страна е нешто што е живо, нешто што продолжило во својот развој, односно во континуитетот на македонскиот јазик и создавањето на неговиот елемент каков што е денеска. Во суштина овие ракописи точно е дека фалат страници, па јас многу често велам дека јас сметам лично тоа, дека оние страници кои што фалат се токму моментот што е значаен за нас македонците, односно токму некаде каде што пишува македонец, македонски, Македонија и така натаму, затоа што пропагандите од секогаш работеле на истото. Многу е лесно, скинете ги тие листови каде што се споменува идентитет на некое лице и вие немате никаков аргумент. Токму затоа, на претходното прашање, е многу важно да се работи денес за идните генерации да имаат аргумент на кој што ќе се повикаат. Зашто секогаш е потребно нешто на кое што ќе застанете. Тврдо тло, каде што ќе застанете и ќе почнете да одите нагоре. Професоре, имаше ли моменти во истражувањето кога откривте нешто во стар ракопис што навистина ве изненади и вас? Да, ова сега зборуваме и за други ракописи, така? Да. Ние имавме, благодарение на професорката Новотни, повторно се нафати Новотни да земе кандидат, се вика Ирена Ѓорѓевска, која што е единствениот во Македонија кандидат што знае да чита на глаголско писмо.
Значи, целосно ја разбира глаголицата и магистрираше на тема Зографско евангелие од крајот на 11-тиот век ракопис, што не изненади. Овде имаме едно големо откритие, кое што ќе го споделиме, се разбира, во следна книга која што ќе излезе за него, но да завршиме со она што имаме, каде што забележавме дека руските лингвисти ракописот го расчитувале со прилагодување кон нивниот јазик, а не онаков каков што е. При нашето расчитување или разгледување и обработка на ракописот, ние бележевме дека русите и руските лингвисти го лажираат тоа. Сега, замислете колку бугарските лингвисти го лажираат, што има можност таква и од руските лингвисти. И токму затоа треба едно ревидирање на сите оние моменти на истражени ракописи. Јас се многу малку на број, бидејќи, како што ви кажаме, тешка наука за истражување и многу малку лингвисти се решаваат на нешто такво, што значи бележиме лажирање на секоја страна на иминирање на македонскиот национален идентитет, иако се работи за ракописи кои што потекнуваат од македонско тло. Исклучиво пишувани со македонска црковно-словенска редакција, односно на старомакедонски јазик, без разлика на кој писмо се пишуване, дали на глаголица или пак на кирилица. Колку политиката и историските интерпретации влијаеле врз научните дебати за македонскиот јазик? Многу влијае и предходно, дури пред подпишувањето на овој добрососедски договор, што е апсолутно најлошиот договор кој што е подпишан некогаш со Бугарија. Ние дури учествувавме во Бугарија многу често на конференции, па дури наидувавме на позитивна клима. Овде ќе споделам дека нас ни објавија труд на Софискиот универзитет во списание кое што е реномирано од нивна страна, со македонска црковно-словенска редакција, што во Бугарија не се случило дотогаш. Значи, климата беше многу позитивна. Навистина да се чувствуваш како да имаш само соработка. Односно, можеме да имаме спротиставени ставови, но не негирање еден на друг. Со самиот добрососедски договор, тоа престана во целост, ние не учествуваме во Бугарија, бугарите не доаѓаат тука, што значи по-лошо соседски договор не можело да има. А овде се гледа она што е одговор на вашето прашање, дека политиката итекако има силни влијанија во гледањето на науката воопшто, а камоли во проучувањето, а тоа го знаете и на историски план. Бугарија во еден момент со Тодор Живков решава дека не постои некој народ. Не може народ да не постои. Народ постоел и ќе постои. Тоа негирање е налудничаво, тоа негирање е апсолутна невистина, апсолутна лага, сам себе се лажеш, но сепак, за жал, историјата го покажува она кое што е вистина, тоа е непрекиниот континуитет на македонскиот јазик и на македонската историја, а мислам дека нашиот источен сосед, немајќи или срамејќи се од она своја историја, сака да ја граби македонската историја и да поистовети со нешто што не е така. Професоре, дали науката во одредени периоди морала да се брани од политички влијанија и интерпретации? Апсолутно, секогаш било и ќе биде, бидејќи политиката и науката никогаш не се на исто рамниште, затоа што политиката гледа како да дојде до некаков бенефит. Науката нема таква цел, науката има за цел да ја покаже вистината. Доколку е вистинска наука, доколку не се работи за лажирање. Научниците мора да ја согледуваат онаква каква што е. Доколку се работи за лексема сон, не можеме да кажеме дека е напишана сон или сан. Току мораме да ја истакнеме онаква каква што е. Токму затоа науката секогаш се подудира со политиката, односно се во спротивни ставови или во спрега со политиката, и науката има за една цел, да ја докаже и покаже вистината, а политиката има друга цел, да ја зацкрие во различни видови на хартија истата таа вистина во различни моменти од историјата. Професоре, колку е тешко денес да се остане само во рамките на науката?
Апсолутно не е. Доколку сте честни и работите она кое што ви го дале да го работите, ние бидејќи работиме и на универзитетот во Тетово, на државен универзитет, нас не државата во суштина плаќа ние ова да го работиме. Колку сите почнеме да размислуваме дека сме платени не само да предаваме, туку да принесеме нешто за нашата заедничка држава, без разлика на која националности припаѓаме, за да имаме напредок во нашата држава, мислам дека многу работи ќе се сменат и се надевам дека наскоро ќе видиме еден барем мал пролетен процут на Македонија во областа на науката и во областа на она кое што се нарекува образование во најголема мера. Професоре, вашето дело доаѓа во време кога македонскиот јазик повторно се соочува со негирање и оспорување. Колку ваквите научни истражувања се значајни за меѓународното признавање на македонскиот јазик и македонската книжевна традиција и дали науката денес има доволно сила и аргументи да одговори на таквите предизвици? Апсолутно точно дека ние одговараме на сите предизвици кои што ни ги дава науката, зборувам. Апсолутно делото излегува во најпотребниот момент. Не дека Македонија некојаш била оставена да работи како што сега, но во последните 3-4 години тоа е многу засилено темпо и ние не случајно пред да се добие наградата Гоце Делчев испративме една јасна порака до нашиот источен сосед, односно промоцијата на ова дело се изврши во Белград и во Нови Сад. И тоа под покровителство на Сдруженијето Македониум од Белград и на Националниот совет на македонците во Србија. Со што не случајно пративме една порака до Софија дека Македонија нити е сама, нити пак некогаш била сама. Зад Македонија во секој момент стои прво Господ Бог, а подоцна и нејзините братски народи, меѓу кои овде ги ставам и Србија, затоа што во некои моменти многу се поставија на наша страна, па така и со оваа книга испративме една порака не непријателска, пријателска порака, да се заврши со едно негирање на едно нешто живо ткиво кое што постоја, тоа е на македонецот, неговиот јазик и неговата собствена историја, односно прифаќање на она што е вистина, кое што ние го работиме и го докажуваме прочен, и да си пружиме рака на вистина братски, а не со заткулисни игри и со забивање на ножеви во грб. Колку е тешко денес да се одржи научна објективност кога темата за јазикот е и политички чувствителна? Ние имаме, овде имам задоволство да кажам дека имаме целосна поддршка од државата, целосна поддршка од институциите. Јас лично, заедно со професорката Новотни, имаме поддршка и од нашиот универзитет во Тетово, на сите полиња каде што застануваме, значи без никаков проблем, што значи дека во државата имаме позитивна клима по однос на спроведување на она што е наука, она што е вистина и она за кое што ние се залагаме и сме платени од државата. Во суштина тоа е да работиме во интерес на државата. Што значи, сметам дека како една заклучна реченица по однос на овој момент, дали е тешко? Не, апсолутно сега имаме целосна поддршка и одврзани раце да ја споделуваме нашата вистина и вистината пред сите, а тоа е дека македонскиот јазик е јазик кој што има своја милениумска генеза, а македонскиот народ е народ кој што има милениумско постоење. Дали вашето истражување најде на реакција или интерес и надвор од Македонија, особено во славистичките кругови? Се уште можеби е рано да се зборува за реакции, но реакции имаме веќе од страна на источниот сосед, а тие реакции ќе стигнат секако и онаму каде што треба. Значи, како што кажав, секоја реакција е позитивна. Ние сме подготвени да одговориме на секое прашање кое што ни биде поставено, затоа што немаме ниту една лага, туку напротив се водиме исклучиво од научните факти и методологија која што е
зацртана во славистиката онаква каква што се водиме по систематизација, ексерција на лексеми и нивна анализа. Тоа е наједноставниот метод кој е и во историските и во компаративните проучувања, кој што го е лесно проверлив, бидејќи ние ги имаме објавено и расчитаните текстови на делата, значи секој може да го провери, ги имаме дадено и факсимилите, да може и оној кој сака да бара грешка да ја најде, со задоволство ви го ја објасниле и би се извиниле доколку нешто такво се случило. Професоре, во што ја гледате најголемата разлика меѓу вашата првична докторска дисертација и денешното наградено дело? Исто така, што ново откривте или продлабочивте во текот на понатамошните истражувања? Па, разлики има. Разликите се во доработка на делото. Докторската дисертација представуваше едно вистина обемно дело. Таа сама по себе беше едно дело кое што состои околу 700 страници. Сепак, тоа дело бараше доработка, обработка, анализа, уште една проверка која што ја вршевме, додавање на елементи во областа на лексичката обработка на делата, во областа на поделбата на лексичките сфери кои што ги има, па така семантичките полиња и така натаму. Токму затоа има извршено доста доработки кои што беа наведени и кои што сакавме самите да ги завршиме, со нормално додавање на некоја литература која што ја користевме во меѓувреме. И во суштина базата е таа докторска работа на која што јас сум докторирал, но сепак има известни доработки. Интересни работи со кои што се среќаваме има многу, навистина, затоа што ракописите изобилуваат со интересни форми кои што може да се сретнат, кои што не мора задолжително да покажуваат македонски континуум или континуитет кој што го има, но сепак може да имаат различни значења кои што и денес можеме да ги вратиме назад во речничкиот фонд. Бидејќи ние во јазикот како замена многу често добиваме сега интернационална лексика, англизми и така натаму. Црковнословенската лексика, односно онаа старомакедонска лексика, се избегнува и се заменува со несоодветни лексеми кои што не ги прифаќа македонскиот јазик во суштина и влегуваат во најголема мера во варваризм. Во време на дигитална комуникација, англицизми и брзи промени, дали македонскиот јазик денес се соочува со нови предизвици? Секако дека се соочува, но мислам дека и Институтот за македонски јазик овде добро ги води работите, затоа што мислам дека наскоро ќе почне надополнување на толковниот речник во дигитална форма, бидејќи македонскиот јазик во суштина не се согласува со јазична чистота. Односно, да, јазикот треба да биде чист, но сепак секогаш да биде отворен за приемање на нови лексеми. Од типот на денешните лексеми кои што ги имаме во голем број, да речеме Android, iPhone, MyPhone и така натаму, за кои што немаме ние соодветна замена, нормално е дека треба да се примат во речникот или од типот на храна, од типот на бурито, донер, дурум, кои што без разлика од кој јазик доаѓаат, сепак ние мораме да ги адаптираме. И мислам дека Институтот за македонски јазик го работи веќе тоа, почнува со надополнување на толковниот речник во дигитална форма, кој што се наоѓа во сопствеништво на владата на Република Македонија. И мислам дека немаме тука проблем, затоа што нормално е јазикот да, доколку има контролирана промена и доколку има контролирани изместувања во самиот јазик, нема никаква опасност. Предизвиците постојат, но не постојат опасности за негово извитоперување. Професоре, дали со тоа младите генерации денес го менуваат јазикот побрзо отколку во минатото? Тоа прашање е интересно и тоа прашање баш би требало да подлежи на истражување едно, затоа што да, ја вистина го сметам тоа затоа што во минатото турскиот јазик како јазик лингва франка или јазик кој што бил и државен и во одредена мера бил и задолжителен,
навлегувал во сите пори на македонскиот јазик. Па затоа денес имаме ние еден куп турцизми, меѓу кои што 3000 турцизми влегуваат во турцизми кои што не се заменети, особено во областа на храната. Така денеска е ера на англискиот јазик. Англискиот јазик е лингва франка. Англискиот јазик е јазик кој што е современ код за комуникација. И нормално е дека англизмите многу брзо ги приемаат младите, но повторно се навраќам назад, и оние кои што биле млади во турскиот период или во времето на турското владење, брзо ги приемале турцизмите кои што тогаш се примали. Во средината некаде е СФРЈ Југославија, каде што српскиот јазик заедно со хрватскиот или српско-хрватскиот како лингва франка исто така се наметнува. Па денеска ние не можеме да ги изфрлиме утакмица, новина, вајда и така натаму, иако имаме своји замени во стандардниот македонски јазик, што значи, како што на почетокот напоменав, јазикот е жив организам. Ние треба да го следиме и контролирано да дозволуваме негови измени и адаптации на она кое што се нарекува современо општество. Професоре, треба ли јазикот да се штити или природно да се развива и дали сте оптимист за еднината на македонскиот јазик? Да. Јас сум голем оптимист за еднината на македонскиот јазик, затоа што мислам дека оние деца кои што се генерација после нас се многу по патриотски задоени, со многу по патриотски набој. Јас баш во петокот имав некое предавање и излагање во медицинското училиште во Тетово, каде што видов 20 млади деца исклучително способни, исклучително надарени, исклучително со прекрасна дикција на македонскиот јазик, кои што сметам дека се навистина добра основа за иднината на Македонија. Да, дополнително македонскиот јазик треба да се штити, но за тоа има луѓе кои што се платени од државата, меѓу јас. Значи, нас државата не плаќа да се бориме, да го штитиме македонскиот јазик, да го надоградуваме, да ги следиме неговите промени и ние треба само да алармираме доколку некаде треба да се извршат некои измени. А власта само треба нас да не слуша за она што за што ја алармираме, за да може тоа непречено и во симбиоза да се тече онака како што треба, односно да биде на добробит на македонската држава и исклучително се разбира на македонскиот јазик и идентитет. Професоре, дали делото континуитетот на македонскиот јазик е заокружен научен проект или ова е само почеток на едно многу поголемо истражување? Да, и он тоа представува незаокружен дел, бидејќи во самиот почеток ова дело е поделено во 3 тома. Ова е само првиот том. На крајот на оваа година ќе излезе вториот том на делото, бидејќи благодарност, еве сега официјално да се заблагодарам, до Министерството за култура и туризам, кој што ги финансира овие проекти, односно го финансира нивното објавување, го одобри и вториот дел на ова дело, односно вториот том, кој што ќе излезе на крајот на оваа година, ќе се доработи и третиот том, кој што се надевам идната година ќе се заокружи како една целина. Во моментот работиме и на проект на говорот на село Пожарско, тоа е село во Егејска Македонија, за кој што имаме материјали и тој проект е одобрен исто така, на крајот на годината би требало да излезе. Тој проект работиме и на уште 2-3 проекти, што значи работиме повеќе од што можеме да работиме, но со Божја помош се надевам дека ќе успееме и да ги довршиме и да ги заокружиме сите овие проекти кои што барем сега ги започнавме. Професоре, што би сакале младите генерации да разберат и да почувствуваат за македонскиот јазик по читање на ова ваше дело? Ова дело во суштина представува првично стручна литература, што значи многу мал дел на луѓе би го разбрале во целина што се работи во него. Може да се разбере единствено заклучокот и почетокот и мало доучување во областа на објаснувањата каде што ги има. Сепак, мислам дека младите
треба само да знаат дека не се дрво без корен, дека нивниот јазик, македонскиот јазик, е јазик кој што е и татко и мајка на сите останати словенски јазици, односно тој е коренот на словенските јазици, иако сметам дека македонскиот јазик не го води потеклото од 9 век, туку многу поодамна. Само ние работиме на аргументи од 9 век. Значи имаме докази кои што се физички опипливи од 9 век наваму, претходно ги немаме тие опипливи докази на кои што може, но со Господ напред ќе дојдеме и до тоа можеби некогаш. Младите треба само да се базираат на вистината, а планираме со професорката Новотни доколку успееме во наредливе неколку години да направиме една семакедонска читанка каде што во еден размер од 100 страници ќе ги опфатиме сите најважни моменти за развојот на македонскиот јазик, заедно со нивните ракописи, во едно упростено стилско ниво, да може секој читател во еден здив да го прочита и да се исполни со она кој што ние се бориме цел живот, а тоа е македонизмот, и кој што ќе го држи во познавање и да може да дискутира со сите останати во она што е негово, односно во се што е македонско. Професоре, за крај, ако треба со една реченица да ја објасните суштината на делото континуитетот на македонскиот јазик, како би гласела таа порака? Во една реченица знаете дека не можам, но ќе се потрудам. Не баш една реченица, ма така фигуративно една реченица. Да. Зато на крај стои гласила таа порака, така да слободно кажете неколку реченици. Вака, јас ќе го цитирам Тенко Попов кој што вели вака: Ни самиот Господ Исус Христос да слези од небоно, не може да увери македонеца дека е българин, грк или србин. Бидејќи тој е свесен дека е само македонец. Затоа, со еден збор, ова дело и ваквите дела кои што постојат во Македонија, кои што работат голем број научници во областа и на лингвистиката и на историјата, се од особено значење и испраќаат порака дека во суштина и со факти, и со аргументи, вистината е на наша страна, Бог е на наша страна и ќе ја чува Македонија уште милениуми напред, не само назад. Во една реченица тоа би било: нас ни треба само национално единство и врз кои што се базираме, а тоа се оние научни дела на кои што работеле лингвисти, кои што се македонци по род и пород и кои што го даваат својот придонес во областа на секое ниво на Македонија за нејзиниот развој и покажувањето и докажувањето на нејзиниот милениумски и културен континуитет. Дај Боже. Професоре, ви благодариме за издвоеното време, за разговорот и за вашиот значаен придонес во проучувањето и афирмацијата на македонскиот јазик. Ви посакуваме уште многу успешни научни истражувања, нови дела и понатамошни успеси. Ви посакуваме и пријатен остаток од викендот, пријатно довидување и се надеваме повторно ќе ве имаме како гостин во Македонски корени со некое наредно ваше ново дело. Благодарам на поканата, се надевам набрзо ќе се видиме повторно, така е. Професоре, искрено, ние наполнивте душата на нас двајцата, а веруваме дека ја наполнивте душата и на оној дел од македонското семејство, кое што, на жалост, денеска не е комплетно. Не можевме да одиме преку Facebook, останавме само преку YouTube каналот, кој што е многу мал, само 1000 и нешто имаме членови таму. Навистина, честитки за ова дело, поздравете и Новотни, пренесете и нашите искрени честитки. Како што Бети рече, остануваме во контакт и ево кога ќе излезе и вториот том, повторно овде ќе бидеме на македонски корени. Поздрав и секое добро. Поздрав, секој. Благодарам.